Далеко од тоа дека ние го спасивме човекот, далеко. Освен тоа, во ниеден миг не знаевме колку е спасен и дали воопшто му требаше спасување и колку ќе трае тој период на статус кво. Или не беше баш статус кво, туку период на некаков благ подем. Патам многу повеќе верувам на благ подем отколку на остар залет нагоре. Првото има посигурен темел, изгледа како нешто што си заработил, а работите што сме ги заработиле потврсто стојат. Другото е 5 минути слава, бар така сум мислела. Но, да се вратиме на Стамен. Во прво време беше одговорна и Пролета. Сепак не мора да зборувам за мирисот на Пролета, бидејќи тој самиот си го прави своето. Биолошки сме програмирани да станеме полюбопитни, да дзиркаме од прозорец, да душкаме од врата, да излегуваме од дупките, да ги проширеме рацете и технички нозете, како што гласно ме подсетуваа малските мачки секоја вечер. Освен тоа, делумно затоа што се отразнив од својата апатија и делумно поради вината што ја почувствував по таа самолюбна средба, решив со помош на Јури да пробам колку што можам да му се посветам на Стамен. Ништо екстремно. Го поврзав со другарка која е психијатар со која имаше сесии на компјутер. Најдов неколку текстови на интернет за тоа како се помага на луѓе што се обиделе да се самоубијат и се потрудивме да ги примениме. Главното што го кажуваа текстовите беше да сме таму, што и не беше некоја мачна работа. Делумно процесираме работи кои нас не мачат. Се занимаваме со теми кои нас ни се битни, релевантни, така да веројатно има тука елементи кои мене ми биле во моментот кога сум го пишувала расказот. Проблем, прашање. Има секако некај мали инспирации од вистински живот. Така да, во сите овие работи се обидуваме да стигнеме до некакви заклучоци, кога тоа го правиме преку некој креативен медиум. Додатен предизвик е тоа да биде спакувано на начин на кој другите ќе ги предизвика размисли, возбуди и така натаму. Предизвик е да станеш доволно да се трудиш за одредена работа, за да стигне до степен каде што е прифатлива. Затоа што кога јас можам да ги пишувам расказите и да не ги објавувам, така, кога веќе сака човек нешто да сподели, мора да се земе во предвид конзумтивната вредност на делото. Мислам, барем ова е доста конвенционално, има нели по-експериментални форми за кои не можам да зборувам. Меѓутоа за мене конкретно и јас кога ги пишувам овие работи, сакам да бидат читливи, сакам да водат, да возат, да сакам да издржи некој да исчита нешто и да извади нешто од тоа. Така да предизвикот е да се дојде од идејата и да се преиде преку вербата дека секоја верзија на еден текст е добра или дека тоа што си го направил е како што треба да биде, кога впрочем треба многу да се преработува и да се биде самокритичен и да се бара фидбек од средината за да се стигне до фаза која е добра, условно кажано. Ова ќе биде читање со чешање, затоа што Мартин ме донесе да ме јадат комарци. Ама окей, све за љубов и книжевност. Добро, нема да сум лоша. Се наспа убаво? Аха, а знаеш како да го поправиш? Па не од прва, но почнувам да му ја разбирам логиката. Ако разберам како функционира, ќе сватам што е проблемот и се надавам како да го поправам. Браво, мама, реков. Фала Илина, рече. Сепак тоа ме замисли за книгата. Која е незината логика? Треба и јас да разберам како функционира, за да ја видам незината вистинска содржина. Аха! Ова е затнато од Бигор. Види. Ми покажа некој механизам покриен со тврд бел талог. Ќе го исплакнеме и ќе проработи. И вистина, мама успеа сама да го поправи казанчето. Само едно мало пластично делче отплови каде што не треба, ама тоа телепатски решивме да го игнорираме. Подот на тоалетот беше покриен со вода и калливи стапки од папучки. Е тука почна неволјата. Подај ми го джогерот, Илина, оди донеси ми крпа од шпајзот, Илина, кога веќе го исчистив тоалетот, зошто не остатокот од станот, Илина,
Ако сакаш џапарла, ќе ми помогнеш или на? И така стигнавме до тоа што се вика експлоатација на детски труд. Имено, мама се лизна, ме собра и мене со неа и ни изоркестрира едно генерално чистење. Во недела! Мама, недела е! Или на ефтина струја е! Ја надвика мама право смокалката. Интересното беше, помислив пикајќи го прашкото помеѓу две тесно збиени книги, дека обично кога мама и тато се караат, мама после е нарасположена. Ама сега беше толку внесена во чистењето, што дури би рекла дека се забавуваше. Затоа што нема логика за едно 11 годишно девојче од Скопје во својата нарација да рече јас си велам на мајка ми. Ние во Скопје баш не викаме велам, викам. И тоа беше интересен дел од процесот со лекторирање, бидејќи требаше да видиме со лекторката кои делови од јазикот треба да се исправат, кои треба да останат како што се, за да биде тоа поживо, посовремено, бидејќи колку што со книгите сакаме да зборуваме за безвремени универзални теми, толку и треба да се вкотвени во конкретното, современото и така натаму.